Исходот е, ако како резултат на проверка на имотната состојба се работи за значителна вредност, така пропишува член 359а, надзначителна вредност е кривично дело и тогаш ќе соработувате со обвинителството за организиран криминал и корупција, затоа што ова кривично дело е во ексклузивна негова надлежност. За сите други непријавени имотни состојби, зборувам сега од аспект на јавни обвинители за суди, тоа се нивни проблем, од аспект на јавни обвинители, за сите други состојби на недавање на податоци или на неточно давање на податоци, ние со новиот закон за јавно обвинителство имаме пропишена тешка дисциплинска повреда. Ако одбие да поднесе изјава за имотна состојба и интереси согласно со закон или ако податоците содржани во изјавата се разликуваат од вистините. Значи, во тој случај ќе го известите надлежниот јавен обвинител, во случајот јавниот обвинител на Република Македонија, бидејќи по хиерархија тој е надлежен да поведува дисциплински постапки за сите јавни обвинители во државата.